Кога на 29 јануари годинава загина младата Фросина, ја усмрти пијан возач без возачка дозвола кој помина на црвено светло, еден пост стана вирален и многумина го цитираа и го пренесоа. Беше насловен "Ти и јас ја убивме Фросина". Ќе ви прочитам кус дел од него. Ја убивме кога се јавивме да ни скинат казна за паркинг, кога ургиравме кај класната да ја поправи четврката, кога ја искаравме затоа што се дрзнала на нашиот принц да му каже да кочи, кога фаќавме врски во градинка, кога претекнавме на полна линија затоа што ни се брзаше, кога не плативме за лифт затоа што живееме на прв спрат. Авторот на овој пост е Александар Караев, писател наш, и тој е утрово во студиото на Телма. Добре дојдовте во утринска на Телма. Добре, најдов. Пред да продолжиме со разговорот, ќе ми дозволите само да го довршам последниот цитат од вашиот пост објавен по убиството на Фросина. Уште многу ќе убиеме, можеби не со наша рака, пошто ние сме фини, нели, но ќе искористиме колата на Васил или раката на оној палецот што го викаат у Деминутив, кој да е симпатично дете, но ние допрва ќе убиваме и Фросини и Вањи, и автобуси ќе ни горат, и болници, и со воздухот ќе ги дотепаме оние што не сме успеале директно да ги убиеме. На некој начин, како да го предвидовте, не напишавте само дека ќе убиваме и со пожари во дискотеки. Да, најпрво би сакал да им изразам сочувство на семејствата. Има една ерменска изрека, "Цава танем, дај ми дел од твојата болка." Да можевме сите барем по дел од нивната болка да земеме, ќе беше добро. Не сакав прво да мислев дека не е момент да дојдам да зборувам сега во емисија, но од друга страна мислам дека од премногу молчење и ние придонесуваме за многу од овие работи. И да, во врска со последниот дел од цитатов, ние од денеска сме 17 март. Денеска се разбудивме сите со една надеж дека вчерашниот ден е само сон, каде што 59 деца загина. Но ние од 1 јануари убивме 220 луѓе. 220 луѓе, секој ден по 3 луѓе. Според Светска банка, 1000 луѓе годишно се со смртни последици директно поради загадувањето на воздухот. За овој период, значи, по тројца на ден се преку 220 луѓе. Исто така за аерозагадувањето е причина за критичен фактор за 30% од смртта, дали преку мозочен удар, преку срцев удар или преку рак на бели дробови, што значи дека 1/3 од сите нас умираме за да некој може да вози джипови, да може да увезува мазот и ние треба да зборуваме за тоа. Еве, ние можеме, ја со камерманот, заедно да преме пец, кој од нас ќе се жртвува за да може некој да има лагоден живот овде. А ние сите тоа го знаеме. И веројатно најдобро и од одговор е да молкнеме сите, како што порача професорот Венко Андоновски кога ја убија малата Вања, во тага и почит кон семејството и тој млад згаснат живот, бидејќи злото е во сите од нас, или како што уште на времето рекол Платон, во корумпирано општество ни правдата ни вистината немаат вредност. И веројатно затоа и повикавте во оној пост на Facebook дека секој треба да погледне во себе. И каква е личната одговорност во целата оваа приказна, 3 децениска би рекол приказна во која не успеваме да создадеме вистински систем на вредности, да организираме една достоинствена држава. Да, секако вината има име и презиме, има одговорност, секој мора да сноси лична одговорност. Секој тој што ставил параф на сите тие документи кои што овозможиле да работи таа дискотека, треба значи да се лоцираат и добро е што се почна, но од друга страна треба сите да погледнеме во себе да видиме која е нашата одговорност. Гледам дека сега добро се тргна со истрагата, безкомпромисно, но ако влезе малку подлабоко, причините се поголеми, причините се корупција, партизација на општеството. Ние сме сите дел од тоа општество. Имате чувство дека сме заложници на двете или трите најголеми политички партии и дека тоа не упропастува всушност сите овие 3 децени, бидејќи се менуваат партиите на власт, секогаш кога се на власт ветуваат големи промени, радикални промени, промена на тој корумпиран систем, меѓутоа не успеа досега никој да го стори тоа. Имам чувство дека сме и заложници и соучесници. Ако не се создадеше систем во кој што некој ќе можел еднокрвно да убие дете, значи немаше да дојде до тој случај. Значи тоа е создадено од човек кој што
долги години бил толериран за диво градби, човек кој што можел во секој време да влезе кај министер, и после ние се чудиме како тој дошол до таа ситуација да може да прави што сака. Ние сме заложници на еден систем каде што се вика ми се може. Значи ова кога ги гледаме сликите на дискотеката, ми кажува ми се може. Она кога го гледаме некој да направил сообраќајка, а претходно било судуван, исто така му се кажува ми се може. И сега оваа тага веројатно резултира со гнев кој треба да го насочиме некаде за да извадиме полза некаква како општество, како цивилизација од сето ова. И сега се нижати милион прашања. Прво него видов градоначалникот вчера, без разлика каква е неговата ингеренција и одговорност или неодговорност во целата ситуација, веројатно ќе беше нормално да излезе да сподели со јавноста дека тагува, дека жали заедно со неговите загубата на неговите млади сограѓани, или да каже како 4 години веројатно градоначалник таму не забележал дека во таков објект се организираат такви забави, или има милион прашања. Меѓутоа корупцијата не е само неправда, таа е и убиство на надежта. Има ли простор за надеж? Една, не знам, активистка за права, американска, веќе не ми текнува на името, вели, борбата за праведност еднаквост е тешка, но ако сите почнеме да зборуваме и да дејствуваме, тогаш ќе биде невозможно да не слушнат. Да, јас секогаш викам, ако не можеме нешто да направиме, треба прво да сме активни. Една работа не може никој да ни ја земе. Можеме да не се правиме дека сме слепи на она што се случува. Можеме да отвориме очи. Да, убиство на надежта. Исто така има еден италијански новинар кој што има кажано Корадо Алваро. Најголем очај во едно општество е кога ќе почнат луѓето да мислат дека е залудно да се биде поштен. Ние денес оние кои што се поштени ги сметаме за наивни. Моите деца ме караат зашто идам преку ред на скилифт, затоа што до сега ќе бевме горе. Ние стимулираме вредности. Тоа значи дека младите генерации се посвесни за редот на нештата? Они стануваат попрагматични и сметаат дека ти си едноставно изгубен ако идеш по оние правила и вредности кои што се универзални. Ние треба да сватиме дека образовани, ако образуваш човек без вредности, си создал само еден попаметен ѓавол. Значи вредностите се, ние треба не само образовани луѓе да создаваме, него луѓе кои што се храбри. А во денешно време храброст не е само да излезеш во први борбени редови со боздоганот или да одиш да се во борба, туку во денешно време е храброст да знаеш да кажеш не, да кажеш да си смел, да имаш различно мислење од другите, да можеш да кажеш извини ако нешто си сгрешил и ако тоа извини не зависи дали е човекот од твоја партија или од другата партија. Храброст е луѓе да можат слободно, ако нешто е спротивно од нивните вредности, да се побунат за тоа. Ние не можеме да очекуваме од луѓе да ни ја решат работа. Истите луѓе кои што денеска даваат сочувство, истите тие луѓе ги тераат луѓето да одат на митинг со автобус за сендвич. Оние автобуси што ги гледаме на Партизанска, си викаме од каде доаѓаат тие луѓе. Значи тие не можеме од тие исти луѓе да очекуваме утре да бидат храбри. Тоа се луѓе кои што се потиштени, тоа се луѓе кои што се уплашени, луѓе кои што не може да кажат не. И ние сега чекаме да ни се средира, значи работата е многу подлабока. Корупција, партизација и не е само партизацијата од политичарите. Ние веќе било што да кажеме ќе бидете обвинети дека сте дел од една партија или од друга партија. Ако кажам дека министерка за финансии ги увредила сите жени што не може да имаат деца, не значи дека јас сум против една партија или друга. Јас знам што е добро или што е лошо. И ако некој може така да каже, треба да има храброст, извини. Меѓутоа, ако таа не може да каже извини, се креиране цел еден систем кој што ја заштитува и кој што ги пренесува дека не се исплати денеска човек да се поведува од вредностите, туку едноставно само да ги следи инструкциите на луѓето од партијата. Советскиот сојуз кој се распадна делумно и како резултат на тој корумпиран и трул систем, имаше еден Александар Солжецин, познат автор, него изговорив добро, Солженицин. Да, и тој беше морален и духовен авторитет за илјадници руси кои тогаш сакаат да се спротистават на неправдата, и тој меѓу другото има кажано не се бори против државата, туку против она што е во тебе, што ја прави државата таква каква што е. Како да продолжиме да се бориме кога корупцијата ни ја убива и надежта, бидејќи еве ние добар дел од младоста еве остаревме заедно во оваа држава и не успеавме да смениме ништо. Да, ние мораме да продолжиме да се бориме. Значи тука нема крај. Некои кажат каде е крајот. Еволуцијата не можеме да ја сопреме.
Дали сега ќе ни дојде паметот после ова несреќа или ќе чекаме некоја друга несреќа? Значи ние не можеме ќе се подобри ситуацијата, ако не ние преку нашите деца ќе дојдат некои попаметни генерации. Но само е прашање цената која што ќе треба да ја платиме. Наши избор е дали ќе чекаме, дали ќе продолжиме на овој ист начин, затоа што ако продолжиме на овој ист начин, не можеме да очекуваме различен резултат. Уште Ајнштајн кажал дека да правиш една работа на ист начин, да очекуваш друг резултат, е дефиниција за лудост. Ние мораме нешто да менуваме, да не чекаме да ни се смени системот, да ни се смени државата, да ни се смени менталитетот. Сето тоа што го кажав е апстрактен поим, сето тоа сме ние самите. Ние мораме секој сам себе да тргне, да видиме што можам јас, како Александар, јас да направам во мојата сфера на делување, во мојот микрокосмос, како можам да направам да се подобри работа. Некогаш е да се тргне од едноставни работи. Како да кажам не? Оно што го видовме во Кочани не изгледа на диско. Меѓутоа, ја гласно си го поставувам и прашањето дали дискотеките во Скопје, например, се како што треба според сите стандарди, ќе бидат испитани од надежните, така барем најавија, меѓутоа ние ги праќаме нашите деца во ноќен живот. Ги испраќаме, ги земаме, ги дочекуваме и се стрепиме веројатно. Во нормална држава она вчера не би поминало никако магазин за теписи, а не па како. Да, сликата од така нареченото диско многу кажува, ни кажува нели за една ерозија на општеството, за целата таа корупција ни покажува, меѓутоа ни покажува и за многу други работи. Ако некој си дозволил тоа да биде искорумпиран, да му даде дозвола, друг организатор дозволил да го организира. Не можам да замислам во некоја земја, не знам во Германија, да речеме Скандинавија, дека дури и да има некој таков корумпиран, дека ќе има организатор што тоа ќе го направи, но ајде да кажеме и организатор да има, дека ќе има некој бенд што ќе се согласи да свири во такви услови, ќе рече не, како јас да свирам овде, па дури еве и бенд да има, дека ќе има деца што ќе отидат таму. Меѓутоа, не ги кривам децата, нашите стандарди се толку ниски, ние им ги поставивме веќе. Ние се навикнавме на тие стандарди, се навикнавме на импровизација. Јас сум дел од кривицата, ја имам гнев кон себе. Ја моето дете пред некој месец го земав од забава, 18 години, дискотека, каде што видов дека тоа е перална за коли. Перална за коли. Што направив ја за тоа да го направам? Детето нема да направи затоа што нормално сите одат таму. Што направив ја? Дали пријавив полиција, дали си легнав мирно или јас си реков, па ајде тоа ли е. Сега ја не ќе оправам држава, не пријавив нигде. Така да тој гнев кога зборувам јас е и кон мене и ние конечно мораме да тргнеме од самоанализа и да видиме што можеме да направиме. Или како што напишавте во тој пост што веќе го цитирав, време е да си ги чукнеме главите. После Фросина не си ги чукнавме главите, не си ги чукнавме ниту после Ласкарци трагедијата, ниту после Беса трансавтобусот што ни изгоре во Бугарија, ниту после модуларната болница во Тетово кога ни се запали, никако да ги чукнеме главите. Мислите дека сега 60 млади животи се доволно за да ги чукнеме главите или ќе си тера караванот и натаму? Реков, ние мораме да ги чукнеме главите, дали сега или после, не знам, не сакам да бидам, ние секој сум оптимист, иако веќе е стварно тешко да се биде оптимист во оваа ситуација. Меѓутоа, ако не ние, ќе ги чукне некој друг, ќе дојдат некои други генерации. Ајде да не чекаме да дојдат други генерации, туку да им помогнеме, затоа што сепак ова од вчера не било сон. Веројатно, ако сите почнеме да дејствуваме и да зборуваме, ќе биде невозможно да не слушнат. Така. Александар Караев, ви благодарам многу за гостувањето во Утринска и за оваа емотивна исповед и овие емотивни пораки. Фала и на вас.